sum vonoj kvativka i sonuvam s oči otvoreni, go slušam tvoj očepot mil. Sonuvam zabite pominati, za mene veke odminati, i kako da sakaš da kažeš ne, emzete ti, što mi ja ukrade dušava ti, što mi ja zvarobi mladosta, zašto ke patam vo život od za kogo ke dada se. Emzete ti, što mi ja ukrade dušava ti, što mi ja zvarobi mladosta, zašto ke patam vo život od za kogo ke dada se. Со кошаркарскиот клуб МЗТ ме врзува спомени уште од пред многу години, поточно од оној период кога во клубот се собраа неколку играчи од работнички, меѓу кои беше и Домлевски, кој подоста стана тренер, па тој клуб кој живееше во рамките од спортското друштво Скопје се развиваше и некако со брзи чекори одеше напред, се менуваа тренери. 1967 година го формираме кошаркарскиот клуб МИК, кој покасно прерасна во Скопје, а на крај во МЗТ. 67 година бев прв тренер, иницијатор и играч. Собрав неколку другари и успеавме да влеземе во првата македонска лига. Игралишето ни беше кај автокоманда на капетата, а покасно која направила петата во автокоманда, покојни Ѓоко Доневски ја го изгради спортската сала автокоманда кај што игра сега ракометарите на Металург. Од почеток неавме ништо, неавме топки. Од физкултурна зајаме топки, покојни Цефи, Тодоровски Стефан Цефи ни даваше топки, па му ги враќавме. Од железничка станица сами носевме на количка кошоите и некои други материјали. Сами ги печатавме мајците, сами родителите ни ги шија гајкиците, така да можам да кажам дека без никакви основни средства за тренизи и за надпревари во тоа време не постоја. За разлика од денеска, кај што условите се најпрофесионални, најидеални, кои што би секал секој клуб да ги има. Клубот го крстиме МИК, тоа значи металска индустрија Кале, а покасно прерасна во Скопје, а сега е металски завод Тито Аеродром. Јас сум Кали Муратагич. Во кошарката во Македонија сум од 1969 година, као кошакаш на КК Слога Скопје и после као капитен на Слога до 1985-86 година. Иначе сум бев вработен во МЗТ и работев таму во 40 години во металски завод Тито. И интересна една случка која морам да ја кажам. Се случуваше МЗТ Скопје предводен со Лазо Лечич, кој требаше да влезе во прва лига. Играше со нас во прва Б лига со Слога. И ние тогаш го тепавме МЗТ во сала Чаир. И тогашниот председател, односно генералниот директор на МЗТ ме вика во неговиот кабинет и ми вели: господине Муратагич, определи се, дали ќе бидеш кај нас во МЗТ, каде работиш и каде го вадиш лебот, или ќе бидеш во Слога. Јас друг избор немав и веќе Слога не постоеше за мене, се префрли во МЗТ Скопје, односно во фабриката, работев таму и се почнав да бидем активен во кошакашкиот клуб МЗТ. Прво како главен оперативец, пошто единствен ја познав тогаш
у спортскиот дел кошарката, а после и во управниот одбор. Игравме неколку години квалификација. Во Македонија бевме прваци, нон-стоп. Работнички беше во прва лига, ми игравме тука. Игравме квалификација за втора лига, но за жал не успеавме тие години. Во Македонија бевме највисока екипа, најбрзи, најснажни, најтехнички дотерани, подковани. Ако ќе отидеме на квалификација беше обратно. Другите екипи, поготово од Србија, беа повисоки, поснажни, тактички поспремни од нас, така да не успеавме првите години да влеземе во втора лига. Покасно влеговме, играме втора лига, тогаш името од МИК стана Скопје. Генезата почиња од работнички. Што значи? Домлевски беше играч на работнички. И отиде у, како се викаше таа салата, автокоманда. Таму беше Бранко Црвенковски, кај него игра, ама игра надвор без кошеви, тренира. Ние имавме работнички 2 коша кои 100 ева. Пошто наше дете, им ги дадовме кошоите на МЗТ. И оттаму почиња раѓањето на МЗТ. Председател на МЗТ у тоа време, не на друштвото, беше Донев. Донев, не знам му име, Донев беше голем политичар. Он го држа на социјалистички Донев. За тој период можам да кажам дека бевме ние ентузијасти, љубимени во кошаката, така да трениравме, кога тренира екипите 3 пати, ние тренираме секој ден по 2 сати, на отворено во автокоманда, а ги игравме на отворено во 11 сатот. И можам да кажам дека тоа беа ненормални услови, дали ќе имаше дожд или сонце. Така да условите за играње не беа како што треба на тоа ниво. Не ги интересира кошака, беше фудбалот доминантно. Ракометот доминираше во Скопје, он игра во прва лига. Сојузна ми игравме кошака во втора лига, кошака на ниво Југославија, во источниот дел. И тука доминиравме, бевме втори, трети, така да додека бев јас. После тоа доаѓањето на Лазо Лечиш, клубот прерасна во прав професионален клуб. Ја зедала салата во Јане Сандовски сала. Играчите ги вработија во МЗТ како професионални играчи, а тренираа овдека. Така да они работеа 2 пати дневно, со други зборови. Кажам дека клубот прерасна во прав професионален клуб како што треба, како што личи, како што треба да биде секој клуб. За жал, ја во моје време, во наше време со играчите кои го формиравме МИК, тие услови ги неавме, али тоа беа други времења. Прв председател ни беше доктор Биле Меловски, за жал почина. Втор председател беше Урош Мајковиќ, и кога со доаѓањето на Урош Мајковиќ, клубот прерасна во клуб со сите услови што беа потребни за една екипа за да можат да се одвијат нормално сите работи, како на тренинг, така и на патување. Од тие старите играчи, првите што го формиравме, за жал денеска ниеден не е во управата на МЗТ Скопје, а можам да потенцирам дека и јас не сум член во клубот, никако професионален тренер или играч или како навијач. Тепаме Вардар, Митко и Ромо да играше Трпезански во Вардар, дојдоа кошоите им сметале, а они тренираа со покојни Коно. Ги мереа покојни Цефи, кошоите биле високи. Па ја прииграме, од Гевгелија се жареја, прииграме, па и тепаме 40 разлика. Доминиравме. Би сакал да ги напомнам првите играчи кои што беа ентузијасти, кои што беа волонтери, кои што играат со желба, љубов, без никаква надокнада, тоа се Чалсовски Милутин,
Стрезовски Сашо, Лазаревски Александар, Трпезановски Димитар, Кочо Марин и покојните Бимбо од Слога и Владо Петковски. Тука исто покасно ни се приклучки и Петковски Миле, кој покасно стана и судија и делегат. Сакам да патентирам за господин Стојан Ристовски, за жал почина, кој беше еден од играчите. Тука беше и Зоран Темелковски, а после тоа не напушти и отиде во работечки. Стојан Ристовски беше еден од спонзорите на МЗТ. После мене дојдоа таму Андоновски, со Јанко Луковски, кој тренер и играч. И покасно кој прерасна во Скопје, Металски завод Титос аеродром Скопје, дојде господинот Лазо Лечич, па дојде на Дуда Ивковиќ, брат му. Па имаше и многу други тренери кои што и денеска доаѓаат и после сезонот без си одат. Со доаѓањето на Антоновски, ја престанав да бидам тренер, станав директор во основно училиште, така да моите услови, слободното време и обврските беа други, така да мора да се повеќам кошака, така да 7-8 години паузирав, не бев активен. 2000 година повторно се приклучив, формирав приватен клуб Вебо, тоа значи Вебо Весна Борчето, се имињата на син ми и керка ми, со колегата Газов Иван, работеме заедно во Лазо Ангеловски, каде што акцентот ни беше на млади играчи. Можам да спомнам тука излегува браќата Огнен Стојановски, Војнен и Дамјан Стојановски и некои други играчи кои што не се толку познати и како многу девојчина од кои што стана понатаму прволигачи и репрезентативки на Македонија. Сега моментално не работам ништо, паузирам, одмарам, пензионерски денови. Внуката ја носам на тренинзи. Дали ќе стане кошакар, тоа е прашање, а доека помалата внука која ќе има 5 години, таа има идеални предиспозиции да стане спортиста. Дали ќе биде кошакарка, пливач или ќе се занимава со друг спорт, времето ќе покаже. Како ученик во училиштето за физичка култура Метод Димитревски Брицо, во периодот меѓу 76-7 година, која бев 3-4 година средно физкултурно, пројави во одредени афинитети кон тренерскиот позив и бидејќи никој од моите професори не сакаше да не води во системот на малите олимписки игри, во договор со тогашниот директор, тој ми препорача да јас бидам тој што ќе ги водам и можда успешно на тие училишни надпревари во системот на мали олимписки игри, го воде во училиштето, иако бев ученик и јас всушност бев тренер. За да подоцна кога се упишав, бидејќи сум прва генерација на факултетот за физичко образование, спорт и здравје, во 79 година по една случајна средба со Видоје Секуловски, кој долго време потоа беше како директор во кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје. На негова препорака влегов во тогаш кошаркарскиот клуб како помошен тренер и тренер на младите категории во кошаркарскиот клуб Карпо 77, кој денеска е Бадел фактички клубот. На вашето прашање по однос на почетоците на МЗТ, можам да истакнам дека ја како што размислувам, има 4 периода. Првиот период е од 1980 до 1984 година, кога се случуваат многу нешта за развој на кошарката во Скопје. Другиот период е од 85 до 2000 година. Третиот период е од 2000 до 2010 година, кога се случуваат тие претумбации, односно од најлошиот период на постоење на МЗТ, и од 2004 период е од 2010 до 2020 година најсветлите моменти на постоење на МЗТ.
Да почнам со првиот период. Значи, првиот период се случува 1980 година. Значи, на МЗТ фабриките му требаше некоја, пошто бевме многу јака фабрика у тој период, на ниво на државата, меѓутоа немавме некој маркетинг афирмација на нашата фабрика во рамките на Југославија. И тогаш видните луѓе кај нас одлучија да најдат некој спортски клуб кој би можел да ја афирмира фабриката во рамките на Југославија. По долго размислување се одлучија за МЗТ Скопје. Во почеток, значи, се склучи генералниот директор и главниот човек за све ова што сега зборувам и што понатака ќе чуете е Јово Панајотовиќ, генералниот директор на Металски завод Тито, кој беше алфа и омега за све што се случуваше во бивша Југославија, односно во Скопје. Тој беше, само за илустрација да ви кажам, освен што беше генерален директор, тој беше и министар за индустрија и стопанство во цела Југославија во владата на Анте Марковиќ. Значи, владата на Анте Марковиќ, тоа е најјачето нешто што постоеше. Меѓутоа, моите амбиции беа многу поголеми и во 1981 година во една случајна средба во тогашната Совка на Македонија, односно Совка на град Скопје, се сретнав со Стефан Тодоровски Цефи, доаен на македонската кошарка. На негова препорака тој ме повика да дојдам во кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје да работам со младинските категории, односно со кадети, јуниори и слично. Во 1981 година почнав точно на мојот 24-ти роден ден, значи првиот тренинг го направив и почнав да селектирам деца, бидејќи кошаркарскиот клуб МЗТ Скопје имаше јуниорска екипа, меѓутоа кадетска екипа немаше. Со јуниорската екипа работеше Митко Трпезановски. После, значи, откако почнав со работа, многу брзо направив една многу добра селекција, во која што селекција можам да ги спомнам Горан Крстевски, значи Кичо, Коста Стојановски, Ненад Ковачевиќ и така натаму. Со таа генерација веднаш после 4-5 месеци го освоиме кадетското првенство на Македонија и како резултат на, бидејќи беме прваци на Македонија, зедовме учество на државното првенство на тогашна Југославија, каде што во Земун го освоиме 4-то место на државното првенство. И понатаму продолжив да работам и да селектирам веќе и наредна, тоа е 82-та, 83-та, исто така беме кадетски прваци на Македонија, за да 84-та година заминам на отслужување на воениот рок. Генерален директор беше Панајотовиќ, човек со широки вака диапазони на сваќање, на разбирање на животот, на спортот, на културата и сакаше да помогне. И тој со својот колегиум решава МЗТ да дојде, а тука придонесоа доста и Трпезановски и Маљковиќ, кои долго време го водеа клубот и така го доведоа на едно високо ниво, така што за него се заинтересира и МЗТ. Тогаш беа практично поставени оние вистински темели на клубот, бидејќи финансиски не зависеше веќе од никој, заводот беше тука, а подоцна од која ќе кажам една мала предисторија, ќе кажам и како се решаваат тие работи во Металски завод Тито, во заводот и во кошаркарскиот клуб. Сега да кажам како почнува почетокот на живење и на МЗТ Скопје. 1980 година овие, како се вика, клубот МИК, потоа Скопје, одлучува да поради ајде да кажеме и недостиг на финансиски средства, а и ради нивна афирмација,
се договара со нашите во клубот, во фабриката и исклучуваат спогодба за спортска и деловна соработка која нема датум. Ми исклучуваме таа нема датум на траење. Таа соработка таа спогодба ја потпишуваат генералниот директор на Металски завод Тито Јово Панајотовиќ, односно неговиот заменик како се викаше Секуловски Крсте, и генералниот и директорот на СИЗ за становање Урош Маљковиќ. Урош Маљковиќ тогаш тој беше председател, тој беше директор на СИЗ за становање. Значи он беше воедно и председател на Скопје, на поранешен МИК. На завод Тито им треба станови. И дојдоа да и Панајотовиќ почна нешто да прави. Севарен Муцунски каже, оставите мене. Па како дојде, ја бе во градежно Илинден. Од градежно Илинден земаме Скопје клуб. Тоа беше, да не кажем да е била некоја јака екипа, али беше и после ја предо во СИЗ за становање. И на завод Тито им требаше станови. И дојде Муцунски на Панајотовиќ, му вика, оставите мене, вика да разговарам, бидејќи знам му треба пари за кошарка. Тако почнаме. И он ми предложи да го земеме клубот. И првиот тренер беше Домлевски. И играчи Стојан Ристовски, Зоре Темирковски, Анте Дуковски, кои беа уште. Капе дојде после. Да се дека, не знам. И тако почнаме. И после почнат други играчи да доаѓат. Палазо Лечиќ. Почнаме по цела тогашна Југославија да барам играчи. И од Словенија донесов играчи, од Србија, од Црна Гора. Турнири не само Југославија, него бевме и иностранство. Од почеток таа тргна работата срамежливо. Ние екзистиравме и работевме во салата автокоманда и тренер беше Стерули Андоновски. Стерули Андоновски, помошник беше Митко Трпезановски Јурум. Во еден момент дојде за тренери Стерули Андоновски, популарниот Дули, фантастичен бек, еден од најдобрите бекови за мене, поточно еден од најдобрите тандеми со Јанко Луковски во поранешна Југославија во прва лига, а тогаш во една конкуренција на тие асови, Кичанови, Џерџа, Басин, да бидеш меѓу најдобрите, беше навистина голема работа. После година две го зимаат тренер Андоновски. Дули као наше дете почне да работи систематски, плански и ова. Таа сала не беше адекватна. За Стерули Андоновски можам да кажам дека еден од тренерите од многуте тренери кои беа во МЗТ и кои остана најдолг период од 8 години. Значи 4 години беше во Скопје и уште 4 години во МЗТ, значи 8 години. И остави убава трага во работењето и во живењето на кошакашкиот клуб МЗТ Скопје. Тогаш тој се нафати бидејќи беше познато име и репрезентативец на бивша Ю, фактички значаен кошакаш, поранешен кошакаш на работнички, тој направи селекција на кошакаши, тоа што беше таму во автокоманда го задржа, нешто донесе и сега морам да ја кажам таа првата генерација на кошакари во автокоманда, а кој ги превзема фактички Андоновски. Тоа се Кираџиевски, Тевчев, Лазаров,
Бошковски, Ристовски, Марковиć, Кардалев, Никифоровиć, Черепналковски и Петровски. Ние, као што се надевавме, не беше баш така. Не се дадоа тие ептен добри резултати, а фабриката беше јака финансиски и бараше се подобри резултати. Андоновски побара нови финансиски средства за да ја појача екипата. Работнички тогаш настапуваше во прва Југословенска лига. И тие играчи што беа млади, што не може да го најдат своето место во Работнички, дојдеа во МЗТ. Тоа се Станинов, Јанко и Митко Луковски, Пецев, Пецев, Кардалев, Кацарски, Самарџиски. Фактички се направи некој ростер на клубот. Антоновски работеше и играше во почетокот. Скопје играше во втора Југословенска лига, јужна група. Беше интересен клуб. Металски завод Тито како систем на индустријска апликација со голем број на луѓе кадри беше задолжен од градското собрание да го земе КК Скопје. КК Скопје и тогаш играше во автокоманда во таа сала што тоа беше направена од градот. Јас бев тогаш директор на ОЗТ Ливница и ме викна генералниот директор Јово Панајотовиќ, вика Барзов, ние имаме задатак да го земеме КК Скопје, а ти, вика, те задужувам да го земеш, да го организираш и да стигнеш до највисоко ниво во Југославија. Тогаш ќе постави. МЗТ Скопје беше во Републичка лига, а тогаш имаше Републичка, Сојузна Б и Сојузна А лига. Значи така. Ние тогаш добро стоевме и индустријски и финансиски, значи можевме да поднесеме еден клуб за кошарка. Да, почнав во Белја, мој родниот град, за Рудар, играв за Рудар, Белја, и требаше да поминем за Морнар бар, меѓутоа еден кошаркарски судија ме препорача во Скопје и дојдоа мој тренер Дули Андоновски и председател на клубот тогаш, Урош Мајковиќ, и со нив се договорив да дојдам во Скопје. Тоа беше 80-та година, 19 април, и тогаш дојдов во Скопје. И почнавме да го правиме тимот кој ќе влезе у прва лига на СПРЈ. Почетоци беа во автокоманда. Кога дојдов во Скопје, трениравме автокоманда. И тогаш дојдоа двајца кошаркари од Работнички, дојде Венде Владичевски и Тумба Зивчевиќ, покојни, нажал. И тогаш почнавме со старите играчи, Никифоровиќ, Андоновски, Черепналковски, Петровски, Велковски, почнавме да ствараме и тим кој ќе од втора лига Југ да се такмичи во прва Б лига. И тогаш дојде и Делчо Станинов од Работнички и тогаш почна нашиот успех. Требаше да биде првак со обзиром на овие какви играчи имаше, меѓутоа тогаш беа многу јаки клубови Будуćност од Титоград Подгорица, потоа Електро Косово од Приштина, Куманово, многу јаки екипи имат. Се водеше страшна борба таа година и не влезе, ние ја расипавме таа калимера, не влезе фактички слогат, ги тепаше МЗТ, ги тепаше Скопје. Скопје тогаш не влезе у ова, како се вика, во прва лига, односно да игра во квалификации со тоа. Тогаш Будуćност од Подгорица влезе во прва лига. Нашите луѓе, видни луѓе во фабриката решија 1980-81 година да се пресели, пошто нема услови, да се пресели клубот од автокоманда во аеродром, во популарната Лименка. Таа
Таа беше сала која беше градена од доприноси кои изваја секој граѓанин. И ние добивме таа сала на 20 години. После уште 20 години, од кога се истече уште ни 20 години дадоа, пошто бевме добри стопанственици. Тогаш станува препорот на МЗТ. Игравме таа година, значи 81 игравме квалификацију Београд со Куманово Искра, Морнар Бар за влез во прва Б лига, што не успеавме поради закулисни радни од Куманово. И тогаш дојде до смена на старите играчи, повеќе стари играчи си отидаа и дојдоа млади играчи и тогаш се префрливме на сала Аеродром, каде и сега настапува МЗТ. Се подобрија условите, дојдовме во една населба со млади луѓе, така наречена населба без свекрви. Тогаш се создаде една позитивна клима каде народот немаше задоволство и не можеше немаше кај да оди, и сега сите тие надпревари што ги Скопје беше секогаш полна. Андоновски ги фактички сакам да кажам дека ги направи контурите на развојот на кошарката тука. Кој сака дека каже, он беше човек кој он и кондициониот тренер тогаш го беше Димитар Маневски у почеток, кондиционен тренер, направи екипа. Јас сум во МЗТ Скопје дојден 1980 година. Работев како стручен соработник во Кошаркашки сојуз на Македонија и на покана на Стерули Андоновски бев помошен тренер, повеќе ангажиран за физичката подготовка на клубот. Таа година МЗТ Скопје се надпреваруваше во втората лига Југ. Тоа беа 4 регионални лиги во бивша Југославија и се надпреварувавме со Црна Гора и Косово. Тоа беше еден систем на организација на надпревари за да се крене кошарката, особено во Косово и во Црна Гора, бидејќи во тој период тие беа малце позаостанати. Таа година го освоивме првото место и влеговме во прва Б лига, која беше организирана во две групи на ниво на Југославија. Знакот кој е дело на Дули на Мите. Они го смислија, значи ново дете доваќа. Значи 81 година на подготовките во Власинско езеро во Србија, разредувајќи ги терените за трчање, на 2 стога сено видовме 2 штрка. И на предлог на Андоновски рече дека штркот ќе ни биде маскота, ако се родат синови, пошто двете жени ни беа бремени, то така се случи и тоа е историјата на штркот како маскота во МЗТ Скопје. МЗТ му даде пари, му кажа вака: слушај, ние ова што ти го работиш е добро. Меѓутоа бараме ти да поголеми резултати. Што ти треба, ние сме тука и ќе ти помогнеме со финансиски средства кого мислиш да донесеш. И тогаш тој ги носи во клубот Гешовски, Радосавлевиќ, Владичевски, Томашевиќ, Медиќ, Станинов, Зивчевиќ, Кафеджиски и Дуковски. Со таа екипа МЗТ Скопје од втора лига 83 година влегове во прва Б лига. Прва Б, ама единствена југословенска лига. Од двете групи успеавме да се пласираме во следната година во единствена прва Б лига и таму го освоивме третото место, што беше еден многу одличен резултат. Следната сезона направивме добар тим, имаме добар спонзор, добра организација, меѓутоа осуствува малце резултати и на сред сезона бевме сменети и во клубот дојде тогаш Лазар Лечич, која продолжи таа сезона. Следната исто така се играше во прва Б лига и успеа да влезе во прва лига, што се направи така една историска победа, да речем, на Лазарот да влезе во прва Б лига. Во првата година немавме среќа
бидејќи тогаш беа екипите од сите држави, сите републики сите републики во бивша Југославија. Од Србија, Црна Гора, Босна, Хрватска, Словенија и така се играше фактички Македонија и така се играше кошарката на сите тие простори. Што се случи? Ние дојдовме да одлучуваме последно коло, играме не знам сега со која екипа, имавме исто бодови со ИМТ од Белград, кого го предводеше Душан Шакота, познато кошаркашко име и тренер у подоснежниот период, а прв беше у тоа време беше Дуда Ивковиќ со Раднички Белград. Дуда Ивковиќ знаете кој е и што е. И тогаш ние не влеговме, направија тие белградските клубови што направија, останавме ние трето место, иначе све друго тепавме сите тие екипи, меѓутоа, пошто Србија беше главен расадник на кошарката во бивша Ју, така си направија и така беше. Како да го реши прашањето што да направи, како да стане МЗТ првак, ние го праќаме Стероли Андоновски во Америка на стручно усовршување и Стероли Андоновски оди тамо во Америка и се усовршува и фактички, освен тоа што беше и познат играч, ама станува и врвен тренер. Такав ентузијазам беше, тоа може да каже моја супруга, бидејќи она ме финансираше за кошарка. Покрај него, и вие дали станавте дел од МЗТ, дали ги знаевте играчите, дали идевте на надпревари? Па да ви кажам, тие играчи кај нас доаѓаа нон-стоп дома. Тука беа кај нас и контакти имавме. Јас се трудев дресови да им купувам, да пошто работев со фабрики, конфекции, трикотажа. Им взимав дресови и на известен начин бев дел. Прво, нели ги кажа татко ми, Стојан Ристевски, Анте Дуковски, Кардалев, Кафеджиски, браќата Луковски, они уште од Скопје, па после сега више не го знам редоследот со работнички МЗТ како беше. Медичка донеса од Војводина, да, Дарко Кнежевиќ исто беше присутен доста од Црна Гора. Ја и сестра ми бевме секојаш на први борбени редови, конзерви полневме со каменчиња, па вака навивавме треси се. Ја како дете многу работи памтам вака од нив. Мислам, наушки не носеа цело време, Стојан Ристовски, Меги, кај нас доаѓаш имаше така една чупава коса виткана. Да, тогаш. Мислам, така, деца многу памтат такви работи. За нас тоа беа звезди. Али знам, сите тие да ви кажам што беа воопшто во спортската дејност, во кошарката посебно, значи сигурно и го паметат и го спомнуваат. Сите, затоа што беше многу активен во Македонија и таа активни двајца спортски работници во кошарката, баш активни, беа Урош Мајковиќ и Лазар Личич. Што кажа татко ми, најмногу заслужен МЗТ што го зема како покровител. Да, Панајотовиќ генерален, но сепак Муцунски му се префрли онаа голема жилба кон спортот и кон клубот. Муцунски, Панајотовиќ и Урош. Тоа се три личности кои што се актери на создавањето на... Има проблем да се обезбедат спортска сала, каде ќе нели почнаа во автокоманда. Кога беа како миг, па после прерасна во Скопје, тренира во салата во автокоманда. Потоа, кога многу долги години потоа, кога се направи тоа патронство помеѓу МЗТ, потоа и Хепос, први беше само МЗТ, потоа МЗТ Хепос, се префрлија во салата во аеродром. И ете, низ текот на годините тоа им беше една од така да кажем проблеми на клубот. Да се обезбедат место каде ќе тренираат и ќе бидат присутни. Веројатно имало и финансиски проблеми за да се донесат играчи, или да се мотивираат некако финансиски за да ги привлечат да дојдат тука во Македонија, во Скопје, да можат да бидат присутни. Навивачи в Скопје се имаше од автокоманда.
Точно се знае. Бела беше Бела воđa на навивачите. организатор на навијачите. Да. Бела имаше пицерија Бела. Била го знаат сите од тие. Да, сите го знаат. Сите го Прашајте знаат, ги, ве се Бела. хубаво и да зборите. Како навивач, со организирано со све, од автокоманда, тоа се знаеше, секој надпревар. Баш имаше публика и она навивање. А баш како навивачки групи или нешто, тоа подоцна е формирано, после 80-тите години. Тимото одеше во иностранство. Представници од Полска доаѓа и кај нас. Дома се дружевме. Екипата беше комплетно сложна. Секаде одеа заедно, расположени и убаво, немало никако скандали. После отидова од автокоманда во аеродром, во новата сала. Екипата стануваше се поголема и поголема и успеси имаше многу. И така. Па мали бевме, од мали нозе, преубав еден период на живот, па и во спортскиот живот, посебно во Скопје се знаеше, беа два кошаркарски клуба, МИК кој што прерасна во Скопје, па во МЗТ Скопје, па МЗТ Хепос после до крајот, и работнички. И тоа беше душата на градот, на спортскиот живот. Тука. А вие каде живеевте тој Ние тие? живеевме во населба Тршино и еден преубав период сега кога би се не вратила, значи тоа беа, одевме да поддржиме како деца уште мали, татко ми не носеше во навивачка група, само што тогаш навивачките групи беа некако поинаку. Значи тоа беа дешавки вака, душата на градот ке речам. Па тоа ако имаше утакмица Скопје работнички, тоа беше баш фешта, сите. Скопје Куманово. Да. Преубав еден период, многу. Беа тие тимови што беа конкуренти главни. Многу ентузијастички они работеа, почна почетокот тука со домашните ресурси кошаркарски што ги има во Скопје, во Македонија, тогаш е Југославија, после и пошироко. Одеа на турнири се организираа некој тука во рамките на бивши. Трудеше вака да екзистира и да заживее тој спортски живот овдека во Скопје, во Македонија. Се запознавте со првиот тренер? Го знаевте лично? Домле. Домашни ни беа тука. Домлевски, па понатака и мојата ќерка тренираше еден период, исто така. За Дули можам да кажам се најдобро. Извонреден педагог, желен за соработка, значи соработуваме извонредно. Многу работи како млад и перспективен тренер, научив од него и вечно сум му благодарен. Да, го пратиме. Го пратиме, да. МЗТ. Бевме екипа или болje речено фузија на две екипи, од кои дел беа и Гитко и Харт, кои тоа време као и поголемиот дел на аеродром не само што бевме присутни на секоја текма на МЗТ, туку и бевме ненаситни по МЗТ. За разлика од нас останатите, кои што ги оставивме само гласот и рацете на трибина, Харт беше дел и од креативниот процес на групата и заедно со арт тимот оставија многу графити и мурали по кои што верувам дека секој аеродромец барем еднаш се почувствувал горд. А јас сум горд што го познавав Харт и секојдневно се дружев со него, но и во исто време тажен што морам ова сето да го зборам у минато време и да се прашувам што ќе беше ако тој 16 февруари беше само обичен датум, а не ден кој изгубивме наш другар, брат, а и дел од себе.